кои се законските одредби кои мора да се почитуваат од страна на институциите, на државата, кога станува збор за функционирање, за изградба на ноќни клубови, на дискотеки, за да не се случи оваа трагедија која се случи во Кочани? Мислам дека во случајот во Македонија не е проблем кои се законските правила за изградба на дискотеки, бидејќи јас не знам која дискотека е изградена како дискотека. Кога би се граделе дискотеките како дискотеки, веројатно све би било по правила, бидејќи правилата постојат во правилникот за проектирање. А кога ние проектираме, одговараме со личните лиценци кои ги добиваме и со лиценците на фирмите наши. Исто така и градежниците кога градат одговараат со своите лиценци на компаниите за објектите кои ги градат, одговараат надзорните инженери. Кога се гради од почеток, покрај проектот, секој проект има своја ревизија, тие што ги прават ревизиите имаат своји лиценци за ревизија, така да цел тој процес се регулира. И тогаш воопшто не би било проблем, бидејќи самиот проект за изградба би содржал и проекти за пожарна заштита и евакуација, односно. Ај вака се да го кажам и пластично за гледачите. Ние со нашето знаење и со тоа што имаме лиценци од Комората на архитекти и овластени инженери, гарантираме со своето знаење дека ги употребуваме материјалите соодветни во правилникот. Ај па да го кажам пластично, кога правите еден камин, не може да си употребите материјали какви што сакате, односно и тој што го изведува и тој што го проектирал мора да предвиди пред се материјали, некој ги ревидира тие материјали дали се соодветни, па потоа градежникот ги вградува тие материјали. Да. Во овој случај каде што газдата на локалот со штиклирање гарантира за тоа што е вградено, нема никаква ниту знаење позади тоа, ниту некаква експертиза. Односно се сведува на неговата морална одговорност, па дури и кривично, меѓутоа е негова лична. Не би требало да биде така кога е случај за јавни објекти. Вие ако градите куќа за себе, живеалиште, да, можете и сами да го градите, законот го дозволува тоа. Иако не би требало. Иако не би требало, треба да бидете одговорни и према своето семејство, да кажа. Меѓутоа кога се работи за јавен објект каде што одговорноста е многу поголема, дури ние и нашите лиценци се со различни степени. Кога некој гради до 4 ката или кога гради облакодерм, значи неговото знаење еволуирало, се надградило и тоа го докажувате пред Комората на овластени архитекти и инженери и така се добиваат лиценците. Кога би се граделе дискотеките или кога во процесот на добивање на дозволите би биле инволвирани инженерите, све би било поинаку. Исто така, тоа што ние и струково сме реагирале е дека при легализација на објектите, архитектите воопшто не се вклучени. Односно, сите закони се деградирани во корист да се допаднат на гласачите, да кажам така, во одреден период кога се носени тие закони. Значи, закони. Да, деградацијата на законите е направена да им се допадне на гласачите, за што полесно дали да легализираат објект, дали да во случајот добијат дозвола за ноќен клуб или за кабаре. Бидејќи обично се прават во веќе постојни објекти. Ниеден објект не се гради од почеток како ноќен клуб. Практично им се додворуваат на гласачите и со легализирање на тие дивоградби за кои говорите. Легализираме објекти за кои немаме никакви податоци на каков начин се изградиле, какови материјали се вградени во нив. Тие легализирани објекти утре стануваат објекти кои може да ги намените во објект па за ноќен клуб, за што се да. Јасно име на сите дека Сдруженијето на архитекти се игнорираат самите архитекти, значи струката од страна на државата, од страна на институциите, од страна на функционерите, на политичарите. Да, јас сум моментално претседател на собранието на Асоциацијата на архитекти. Значи се игнорира
Ете и струката, самите архитекти и Сдруженијето на архитекти. Некога не е толку битни како гласачите кои легализираат, да кажеме, докаде сме помалку бројни. Јас би сакала, бидејќи ајде како архитект ова го зборам, меѓутоа како граѓанин сум дел од Сдруженијето Шанса за центар. Тоа е едно здружение кое обединува луѓе од центар да со сите своји капацитети и се борат за подобар квалитет во животот во центар. Можам да кажам дека една од нашите најголеми заложби е токму тоа, безбедноста во рамките на живеењето на општина Центар. Значи, ние 2 пати учествуваме на локални избори, имаме своји советници и сме се одлучиле да институционално ги водиме овие борби. Ние постојано како Шанса за Центар кажуваме преку советот, Да. апелираме секогаш кога може, ги организираме луѓето, ги едуцираме да бидат свесни за што значи квалитет на живот. Пред се значи и безбеден живот во центар. Сета онаа борба, значи сега се десил пожар во ноќен клуб. Не може да збориме само за пожарите во ноќен клуб. Нашиот живот е и повеќе од тоа. Значи, тоа е безбедноста на децата кога одат во училиште. Да. Повторно имаме еродирани закони. Значи, предпријатијата за паркинг дозволуваат паркирање на тротоар. Од друга страна, имаме правилници за проектирање кои ние како архитекти ги користиме и мора да се проектира стан со паркинг внатре во локацијата, меѓутоа повторно имаме ерозија на законот да вие може да го продадете тој стан, Да. а да не ја продадете гаражата. И повторно тој станар да бара паркинг на тротоарот и да го добие. Значи, голем број од тротоарите и површините за движење се наменети за паркирање на колите. Со тоа се намалува безбедноста на нашите деца кога одат према училиштата. Да не зборам дека и нашата безбедност се намалува. Да. И тоа е една постојана борба. Ние алармираме за ред други работи. Ние не треба да ни дојде Стајковци за да збориме какво е проектирањето на патиштата, чистењето на каналите. Законите ни постојат. Проблемот е тоа што и тие инспектори, еве гледам деновиве низ емисиите, дури и се спомна тоа, инспекторите чекаат налог да излезат на терен. Зошто? Затоа што може да налетаат на некој што не треба да биде контролиран. Ние постојано сме заложници на тој еден затворен круг на некој некому некоја услуга. Да. И јас ги разбирам инспекторите, ние во општина Центар имаме проблем да имаме градежен инспектор, бидејќи луѓето више не се изложени на притисок од работа, се изложени на притисок потоа од разни мукници што им се закануваат и они си седат во канцеларија. За мене тоа веќе нив како луѓе лично си вика, па што јас сега ќе изигравам тука некој херој за да после ме тепаат по улица. Законот за градба не се почитува, тоа е факт. За градба се почитуваат некаде и да не. Во проектите се почитуваат. Тоа ви кажав, на проектирањето е многу строго регулирано и вие кога предавате проект во општина, правилата се почитуваат. Тоа што се случува на терен понатака, каде што треба да излезе градежен инспектор, како што во случајот и со дискотеката, значи покрај тоа што некој штиклира, но никој не дошол да дојде да провери дали е вистина тоа што е штиклирано. Значи законот не им наложува на инспекторите дека треба да излезат, да речеме, Министерството за економија го прима тој документ и да го спроведе во општината и општинските инспектори да бидат задолжени да излезат тоа да го проверат. Да. Не може да имате сунгери. Значи, во место каде што употребувате пиротехника. Мислам, бидејќи вика звучна изолација. Да, звучна изолација во некој време биле и картони оние за пакување јајца, меѓутоа ние како архитекти кога би го тој проект би поминал низ наши раце, таков материјал не можеме ние да предвидиме, не смееме да предвидиме. Сега, ние исто така како архитекти се сретнуваме со тоа дека поготово во локалите, во рестораните, во кафаните, многу малку некогаш гадите, па дури на куките, јас тоа поевтино ќе го решам. Тоа поевтино, знаете, ние многу често кога се разговараме меѓу себе и се збориме, па добро, еве во една Виена, ниту градежниците се сиромашни, ниту сообраќајот
ниту луѓето се останати без автомобили, ниту едноставно тој квалитет на живот стално е на највисоко ниво. Имаме богати луѓе, се надградува Да. и никој не пати, а ние испаѓа дека само со ерозија на законите можеме да живееме пристоен живот. Не. Знаете, имаше еден градоначалник, ние низ оваа борба на шанса за центар од 2015 имаше еден градоначалник, еден од граѓаните во групата се занимава со тоа и направи анализа во неговата тесна уличка, ако настане земјотрес, какви ќе бидат последиците. И ние му кажуваме на градоначалникот и он ни вели: ама ајде, вие сте фаталисти, може да се секогаш ќе се умре од нешто. Да, сите ќе умреме од нешто. Прашање е како ќе живееме во меѓувреме, дали ќе имаме квалитетен живот. Да. Тој начин на размислување не е прогресивен. Кој е објаснувањето на институциите кога има вакво игнорирање на струката, на архитектите и на сите професионалци? Видете, вие во институцијата може да укажете, може да дадете предлог, точка, нешто да се гласа, може да сугерирате. Мнозинството е тоа што победува. Во општина Центар мнозинството дури и во непринципијални коалиции се удружува понекогаш кога има интереси. Мислам, немаме ни толку време веројатно и ќе им досадиме на гледачите ако почнам да ви кажувам примери каде што се создаваат непринципијални коалиции само за да некаков интерес се изгласа. Почнувајќи од легализацијата на дивоградбите. Мислам, ние во центар на државата, на градот Скопје, имавме дивоградба кај Пластичарска улица, која веќе се продавници. Значи се збореше за тоа со години, се збореше, поминуваше ни совет и ние тој објект работи. Не може да кажеме дека не знаеме чив е тој објект во центар и да дозволиме да се изгради. После тоа, како здружение на архитекти, како фела, да кажам, еве, кога збориме веќе за безбедност, вчера имаше протест на плоштадот. Плоштадот ни е еден степен понебезбеден поради споменикот на мајка Тереза. Ние водиме борба да тој се сруши, институциите цело време ни објаснуваат 100 причини зошто не може, ама тоа не е така. Оне, знаете, објект во судска постапка, па завршете таа судска постапка. Тие собрани луѓе на плоштадот, не дај Боже да требаше да се евакуираат, местото каде што е направен споменикот на мајка Тереза е еден пат за евакуација. Тоа е пристап за брза помош, за пожарна. Ние ја намаливме безбедноста на плоштадот. И за тоа имаше анализи, имаше документи, колегите архитекти си поднесоа дури оставка од таа комисија на Министерство за култура, бидејќи тоа апсолутно не се зема предвид таа анализа што ја правевме. Све затоа што на некого нешто му одговара во моментот во некоја политичка конотација. Ние ќе имаме позитивни промени оној момент кога ќе има политичка волја за тоа. Ние можеме да алармираме, да бидеме гласни, да маршираме и да протестираме. Ако нема политичка волја, ние секогаш ќе добиеме, ама тоа не е така, ама видете сега, тоа така не може, све може ако се сака. И ако има политичка волја, бидејќи на крајот мора институционално тоа да се реши. Да. Вие на Facebook алармиравте за хиподромот кој веќе нема да постои со градење на она голема зграда за која велите, за која токму протестирате и алармирате кај болницата 8 септември. Да. И тоа е голем Не алармирав јас можеби само направив еден пост за тоа, бидејќи живеам блиску и го слушав сабајлето хеликоптерот како возеше. Знаете, таа локација е све по закон шефер. Јас дури сега можам да бидам обвинета дека зборувам за локација која е сосема легална и да, она е легална, она помина низ сите процеси, институции. Да, дури и судот кажа дека е да легална. Меѓутоа, што изгубивме? Таа стана легална на таков начин како што знаеме како станала легална. Меѓутоа, ние што изгубивме? Оваа нова идеја да клиничкиот центар се растерети со тоа што на 8 септември ќе му се додадат одредени ингеренции, изгубивме еден болнички комплекс кој има одлична пристапност, значи од сите страни во државата. Рачунете дека од обиколница лесно се приоѓа, од Партизанска, од Диленденска,
Он е лесно пристапен, неовисно што има таму приватни болници. Тоа е болнички комплекс. Во случај на ваква катастрофа и приватните болници излегуваат во пресред. Ние сега што правиме? На тој комплекс болнички, Да. ние му додаваме не знам колку илјади станови кои ќе генерираат сообраќај, трговски центар, влез, излез. Ние го угушуваме тој периметар за слободна комуникација. Се уште комуникацијата околу таа локација е во многу добра кондиција. И самите на себе си пукаме во колено, а несреќите се случуваат за жал. И кога стручните лица размислуваат за нешто, значи кога се регулира едно корито на река, се размислува на 100 годишна поплава. Кога се прави болнички концепт, се прави за вакви, не дај Боже, несреќи, за да може сите, они се врзани во систем здравствен, без разлика дали се приватни или државни болниците. Они секогаш реагираат на ист начин во случај на несреќи. Ние самите си го девастираме локацијата. Зашто? Таа зграда можеше да биде било каде, па дури и некој да ја имал некогаш од осташтина, можеше државата да ја превземе локацијата. Таа дозвола таму е направена пред да бидеме НАТО држава. 8 септември е болница реновирана од НАТО, за да можат војниците на НАТО во не дај Боже случај да се санираат таму. Нашите правила се сменети, можеше државата да ја превземе таа локација и да го обештети инвеститорот во крајен случај. Ама не, ние му дозволивме. Ете, тоа ме боли да кажеме, и тоа е веќе завршена приказка. Он си гради таму, со среќа нека му е, губи државата. Губиме во крајен случај како држава, да утре, не дај Боже, еве како што нас Грција ни помага и Солун, ние ќе треба утре да помогнеме на Солун. Ние го губиме тој болнички комплекс, а од друга страна го губиме клиничкиот центар како универзитетска болница, да се растерети и да може да се посвети на тешките случаи како секаде во свет што работи клинички центар, а не да работи со амбуланти и дневна гужва како што се случува сега. Притоа таму и гужвата затоа што Водњанска е единствениот прилаз кон сите тие згради што се направија над болница. Добро, и што понатаму, што се однесува до шанса за центар, што се однесува до Сдруженијето на архитекти? Сдруженијето на архитекти е струково здружение, ние значи интервенираме кога треба во правилниците, нови во измените. Комората е исто тука таа што се бори за влијанието, односно законските измени кога се однесува, меѓутоа секогаш повторно од тоа завршуваме гласови. Како шанса за центар, имаме план да ги поднесеме на следната седница, се има вонредна седница, пак има редовна седница, повторно работите кои веќе сме ги барале од општината. Значи, да се вратат сите оние задолжителни, баравме вежби во училиштата, децата да бидат свесни за опасностите. Не дај Боже никогаш да не им треба, меѓутоа во случај да може да имаат во малиот мозок што значи тоа. Тоа сме го правеле порано, ние тоа се прави во светот. Ние сега збориме и поуки не извлекуваме. Како шанса за центар ние постојано алармираме за таа безбедност. Се надевам дека полека нашите барања ќе влезат во општинските процедури, списи, така натаму, знаете, и самото тоа, еве сега кога се збореше на градоначалникот, дали ќе има одговорност или нема. Видете, командирот на полициска станица Беко одговара пред Советот на општина Центар. Тој е назначен, се гласа во Советот на општина Центар. Значи, ние можеме да воспоставиме еден режим. Ако градоначалникот од Министерство за економија по службена должност добива кои локали добиле дозвола, ајде да тогаш да ги апдейтуваме секоја година, па да му дадеме на командирот по службена должност список, за да он знае какви капацитети треба да ангажира за дискотеките и ноќните клубови што работат во викендите, бидејќи тогаш во Центар имаме голема концентрација на луѓе, па они да бидат поспремни за реакција. Значи, сите тие процедури можат да се апдейтуваат и да се усовршуваат. Јас имам
еден пример од Шведска, например. Во Шведска си има исто десено пред многу години ваква една катастрофа и они направиле процедура пред секој настан, каде што подразбира луѓе да дојдат во непозната просторија, значи кино, да е прием во крајен случај, да е настан, излегува еден и како во авион ви кажува имате помошни излази во случај на потреба, таму, ваму, лево, позади, два се таму, добар ден, добро дојдовте, повелете, сега ќе ви се обрати кралот. Значи, и тоа не е срамота. И вие не ја узурпирате приредбата, напротив, се грижите за безбедноста на гостите. Тоа е една пристојност на домакинот. Ние треба да извлекуваме поуки. Ако не се сменат процедурите, џабе се овие емисии, џабе се овие дискусии. Да. Ви благодарам. Добро, ви благодарам на поканата.